прашање до сите вас, ако имаш 12 години, и уште ако си девојче, и ако сте, например, 3-4 такви девојчиња 12 годишни, и ако ви падне на памет да гасите цигари по кожата на ваша врсничка од оделение или од друго оделение, од истото школо, и ако после тоа терате да јаде кучешки измет, дали од тие девојчиња утре ќе пораснат во стабилни, грижливи мајки, жени, сопруги и така натаму и така натаму? Сериозно го поставам ова прашање, што мислите? Прво, на 12 годишна возраст да ти падне таква идеја на памет, треба нешто сериозно да не е во ред со тебе. Втора работа, дури и да ти падне на памет, на сите нас разни работи ни паѓаат на памет, у различни периоди од животот. Ама мислам дека вакво нешто на мојата генерација не им паѓаше на памет. Но еве да земеме пример, не е више упрашање мојата генерација, тоа се нови генерации, но еве и да ти падне на памет таква работа, дека ќе киднапираш или ќе заробиш твоја другарка, заедно со други две другарки, и дека ќе гасиш цигари по кожа, и дека ќе тераш да јаде кучешки измет, дури да ти падне тоа на памет. Колку уште работи, фактори треба да постојат за тоа што ти паднало на памет да го претвориш во реалност. Значи од мисла да поминеш директно на дело. Тоа ми изгледа малце поише страшно, иако затоа ве прашувам дали откако ќе ти падне на памет, овие психолозиве тоа боле го знаат, тоа по дефолт значи дека веќе си сериозно оштетен и дека прашање на време е кога тоа ќе го спроведеш у дело или не е така. Или може да ти падне на памет, а никој што да ја направиш. Веројатно и ова второ во држивот, еве, прашање до психолози, психијатри, социолози, поима неам кој. Оти знаете што ме збунува? На мојата генерација, во Скопје, која бевме основна школа, немаше таков деликвент во училиштето, на кој што ваква работа некогаш му падна на памет, а не па да ја направи. А имаше деликвенти. Имаше деликвенти. Правеа некои инциденти ни приближно од овој калибар, од овој тип. Дури некој од нив бе избркани од школа за многу помали инциденти. Што ги направија? Дали не удрил, дали турнал професор, дали опцул овој наставник, дали опцул наставник. Беа исклучувани брзопотезно од училиштето. Не ваква работа. Вакви работи од овој тип почнав да слушам, да се среќавам години подоцна, гледајќи разни филмови од западниот свет, пред се американски, гледајќи разни документарци, слушајќи разни вести што доаѓа, нели, од таа далечна туѓина, па прв пат се соочивме со тој тип на насилство, со тој тип на злоба, со тој тип на зло дела. Единственото што го имавме во глава како најголемо зло дело беше Аушвиц и она што го символизираше Аушвиц и останатите логори на смрт на Холокаустот. Тоа беше у нашата глава врвот. И знаевме дека за тоа стои одредена идеологија, политичка и расна. Но не помалку страшно од Холокаустот делуваа на нас настаните што ги слушавме децени и покасно, што настани бевме современици,
кога доаѓа за ваков тип на насилство ширум светот, најчесто од американските училишта, од оние масовни убиства на ученици, па се до вакви типови на насилство слични на ова што се случи кај нас во училиштето, каде тамо во Ѓорче Петров. Што мислите, дали тие девојчиња, 12 годишни, кои што го направиле тоа, пак ќе се вратам на почетокот, некогаш ќе се развијат, ќе израснат во нормални особи, нормални жени, нормални мајки, нормални сопруги, све што она подразбираме под нормално. Веројатно некоја терапија у смисла на редовно посетување на психијатар, по можност да си хоспитализиран во соодветна установа, би помогнало затоа што тие личности се уште во оној формативен период, не дека би немало ефект, тоа предпоставувам, работа со психијатри, но она што загрижува е степенот на десензибилизација. Како некој, особено девојчиња, велам, стигнале до тој степен на десензибилизација на своја 12 годишна возраст. Што требале претходно да доживеат или да видат, или да бидат сведоци, за да отрпнат толку или да се сензибилизираат? Убав збор е отрпнат. Отрпнат на насилство, отрпнат на гадоти, отрпнат на секој тип екстреми, затоа што веќе во нивната глава ги сваќаат како нешто нормално. Дека е нормално ако некој ти плукнал на чевелот, да земеш, да го врзеш, да гасиш цигари по него и после да го тераш или да му буташ кучешки говна уста. За нив тоа не е ненормална одмазда на пореметен ум. Тоа нешто нормално, некој ти плукнал на чевелот и ти се му гасиш цигари по тело и го раниш со кучешки измет. Што е тука чудно? Зарем тоа не би го направил секој друг, доколку некој му плукне на чевелот? Или му опсуе мајка, рецимо. Тоа е уште пострашно. Тогаш можеш и да го заколеш, поима немам. Откако претходно ќе му фрлиш киселина у лице, импровизирам. Ете, гледаш, мене ми паѓаат разни идеи на глава од тоа што сум видел, чул, што се случува по светот. Дека ова не е случајно и дека е изолиран инцидент, ич не верувам во тоа. Минатото лето, да кажеме, бев сведок на една ситуација, седиме тамо, некои луѓе со кои што у животот многу ретко сум седел на маса, така тогаш се потрефи. Од некој така свет од повисокото добро утро, имаше некои многу млади цурици на другата маса, изузетно згодни, се гледаше дека се средношколки, особено едната беше лепотица и едниот ја коментира колку е згодна, другиот му вика оди кажи дека ќе дадеш грам кока да тргне со тебе, кај ќе ја носиш. А ме кабе не зава. Еве вика, дај вика грам кока. Ако ме немам се кока. Сега ја да ти дам, после ќе ми ја платиш. Така му вика овој. Дај ме бе. Му поттури однака. Оттиде. Ја издвои малце од друштво, 1-2 метар и шепна на уво, само вака му направи на другаро. Искочи надвор. Fucking unbelievable. Капка. После овој спомна дека се работи за цура која што, не знам, 3-4 година во средна школа од Скопје. Дали мислите само она е? Па многу беше познато у градов едно место, кај што газдите имаа закупено стан горе на тоа местото за искачање, кај што носе исто млади цурици и ги онадеа за кока, не за пари, за кока.
Знаете, вие што искачавте по тоа место или знаете за кое ви зборам. Така? И тоа беше јавна тајна. Дека у тоа време млади цурици 4-та година, средно 1-ва година факултет Бруцешки, дека секоја вечер горе у станот има такви журки или шо и да е. Шо мислите? Тоа се нормални цури, значи извинете што сега родово вака се ова, исто се однесува и за мушки, има примери, сега да не тупам. Шо мислите дека некојаш ќе се врати у нормала? Знаете како се десензибилизира еден човек, веројатно знаете. Тргнува да бара нешто што му представува задоволство, нешто што малце излегува од некои нормални начини на однесување, ама малку излегува, не е страшно. И почнува тоа да го прави. И го прави. И добива задоволство. И вика, леле, стварно ова било добро, продолжавам да го правам. Го прави. Арно, ама после некој време, задоволството не му е више такво како што му било првите неколку пати кога го упразнувал тоа. И сега му додава зачин. Го правам ова, ама правам уште и ова. И одма задоволството си доаѓа на рамништето, на посакуваното рамниште, и супер ова. И така уште неколку пати. Па после тоа, види ова више не ме, дај сега нешто друго. Па идеме до тама. Значи, ја качуваме летвичката на непримерно однесување, на непримерни дејства, дела. И со секое ново качување на летвичката, така задоволството се зголемува, за да можеме да постигнеме сатисфакција, се доека не стигнеме покачувајќи ја летвичката до некој степен на вистинска екстремност. И од таа точка више нема назад. Затоа ако се чудите за светот на Епштајн, зашто е све отидено до таа граница, токму заради ова. Десензибилизација, богати луѓе, моćни луѓе, можеле, им се можело да проба шо сака, арнама, после одреден период, веќе ништо од тоа нормално што го сакал не го задоволува, оди да го бара, да ја баре сатисфакцијата, задоволството на друго место. Како доза, како дрога. Почнуваш со точку, завршуваш со 7 дупло од тоа прво што си почнал, или 10 дупло. Затоа велат не е нормално, конкретно, пошто Епштин го спомнав, не е нормално премногу да се експериментира у секс. Не мора да се пробаат сите работи што постојат. Зошто? Затоа што ќе се десензибилизираш. Затоа што веќе на 40, има мужи, на 30 години не може да постигнат ерекција. Од овие причини. Ако случајно најде нормална женска, искомуницира се, заљуби, појма неам. Идат у кревет и му паја шеќерот. Затоа што е десензибилизиран. Ништо нормално веќе не го возбудува. Исто и со насилството. Потполно истата работа. Прашање е, пак ќе речам, како овие девојчиња на 12 години дошле до тој степен на дестабилизација, критичен степен, екстремен степен. Колку треба со нив сега да се работи, да се доведат некогаш можеби во некоја прифатлива нормала. И прашање дали ќе се доведат. Оти тоа веќе тој тип на насилство бара другачи третман, бара поправен дом. А колку е нашево сега систем спремни у такви ситуации да одреди затвор практично, не знам, за неполнолетни лица, за малолетни лица. Порано не беше проблем. Поекстремни насилници одма и да упоправен. Не е битно тамо што повеќето од нив ќе си доебат мајката, ќе научат и други работи од криминалот што претходно не ги знаеле, ама битно е да ту поправен дом, таквиот го трга од училиште, не ќе да го меша со нормални деца.
Тамо ќе учиш у поправен дом, па ти после ако сакаш продолжи да крадеш, продолжи да тепаш, да бидеш насилник, да убиваш, тогаш ќе те сместиме на малце подолго у затвор, па тамо лежи цел живот. Не знам. Чувме за настанот и после тоа шо? Слушнавме настан како се постапува сега после. Шо треба сега да се чека? Демек разговор со кој, со педагог, со психолог, со одење на некој тамо центар што е за малолетни, овие за психолози, за психологија на малолетници, за ова. Овие подитно девојчиња треба да бидат пратени у поправен дом, ако има такви уште у Македонија. Предпоставувам дека има. Веднаш. Не знам што се случи, ева тоа беше пред неколку дена. Дали се исклучени од школа? Логиката, правилото. Барем така беше у моје време. Ова подразбира автоматско исклучување од училиште. Дури имаше казна. Исклучување од училиштето без право да се запишеш у било кое друго нормално училиште на територијата на државата. Немаш право. Ако завршиш некој занат, ќе завршиш у поправен дом. Колку утре ако искочиш и ако решиш да бидеш поштен, да имаш лебот како да си го заработуваш. Ова е екстремната фаза. Екстремната видлива, како да кажам, екстремната видлива ситуација, манифестација на насилството и булингот што се случи у секое наше училиште, за кој што имам коментирано милион пати. Моите деца беа изложени на такви работи. Јас сум се чудел тогаш не на вакво зверство, на суптилен булинг. Суптилен, у исто време подмолен, одвратен. На девојчиња од 5-то оделение. Ја не можев да се изначудам како може до тамо да отидат. И се јавуваа на кирка ми. Откако ќе игнорираат, ќе се јават, пример. Па кај си, па дај. Сега се договоривме, еве да те викнеме, сакаме да се дружиме заедно, ово, она, те чекаме тамо и тамо дојди. И девојче ќе срипа. Тато, ме викнаа другарките, кидеме тамо и тамо и тамо. Чекај да дојам со тебе 5 оделение да те испратам. Не, тато, сама, кидам, сама. Таа се враќа после 15 минути, рика. Ја дојдов тамо, вика, они ми бегаат, ми се кријат за тоа. Или сега скоро беше тоа. Не е битно. Кој, како, каде. Девојче, булинг. Му се прави. Не го дружат. Ако сакаш, дај ми го телефонот од таа и таа, сакам да изсевам да искочиме. Ама не ја вика оваа која што го бара телефонот. Јеботе Бог. Јеботе Бог. Од ова до она зверство, мислите дека има многу голем пат да се помине? Не верувам. Не верувам. Да не ви зборам работи од типот. Не можеш да се дружиш со нас затоа што татко ти или мајка ти не ти купила ова или не ти купила она или немаш ова или немаш ова. Луѓе, знаете многу добро за што зборам. Колку од вас имаат деца у моментов во основна школа на кој што им се случува ова? Знаете многу добро за што зборам и ќе се јавите веројатно со коментари и со такви работи. Милион пати сум реагирал.
На сите им се врзани рацете. Никој не прифаќа одговорност. Да, видете, ние сме свесни, али овој. Тој тамо, да, свесни сме, али овој. Пребацување на одговорност. Преќутување, замижување. И се чудите, зашто во некоја школа во Ѓорче Петров 600 деленки насилно грабнале своја соученичка и гаселе цигари по телото и бутале кучешки изумето уста. Се чудите? И за не се чудите, нема потреба да се чудите. Ја го зборам со години. Пошто веруев у системот, у школскиот систем, дека тоа ќе го реши, дека ќе им објасни на тие деца, дека треба да се дружат, дека не треба на таков начин да екскомуницираат своји другарчиња или другарки. Не. 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 Па после кога ме викна да дојдете во училиште, тоа беше пред 2-3 години у старата школа. Аш учеше Кирка у Војдан. Кога ме викна, мора веднаш да дојдете класната Кира, брутално истепа 2 девојчиња од поголемото оделение. А веќе Кирка ми беше кај мене дома. Уплакана, без ранец. Двете нападнале пред двете, само превид направиле. На погрешна особа нападнале. Она мирна, сака да се дружи, сака да игра. Желна за дружење за играње. Со цел памет ја нападнале Кира. Баш тогаш ММА и такмичеше борби. И ми била мајката. Пошто е здоболела. Кој едната која фатила од позади, другата за коса ја повлекла вака. Многу е здоболела. И тоа беше веројатно и се собрало све до тогаш што и се случувало. Брутално ги стевала. Ја вака, и шо? Викнете ги наставничките што и се дерле, пошто имало сведоци тука, пошто ми кажа она, дека оние нападнале пред вецето. Ама знаете, викнете ги наставничките што им се дерле, одма сакам да ги видам. Тука! Една дојде, забелја една многу позната, со кој што и муши го знам и така. А ми идеше у курас да ги отера. Кам, зошто? Да, вика, точно и ние разбравме, она беше нападната од сведоци, од деца, ама сепак многу брутално. Нека ги убие! Има дозвола од мене. Нека ги убие. Ама знаете, втората страна, у четврток, и првата да ја викнете, и втората, и третата страна да ја викнете, али да знаете, ја ќе дојдам и со инспектори за малолетничка деликвенција од Карпош, полициска. Па да ги извадиме сите карти на маса. Важи? Никојаш не ме викна на тој состав. Ама знаете, брутално, шо треба, викам, доста е да ја утепаат. А тоа се случи месец ден оваа случка, што ви кажам, после оној Коста Србија Малион што ги спотепа у тоа школото. Кецмановиќ, како се викаш. Шо треба, викам, тоа беше месец дена отпосле. И звонеше некој. Па гледаш, не помага ништо, 100 пати идеш, 100 пати ова, и нормално ќе му кажеш, тато, ако те нападнат, брани се, знаеш како треба да се браниш. Тоа е тоа. Криваш раце. Ти може нема да бидеш тука, кога ќе се случи таква работа. Конкретно тие 2 девојчиња се заеба, на погрешно девојче нападнаа, како да ви кажам. Знаеш кој се заебеш на погрешен човек кој ќе налеташ? Ова мирен. Ама јеби га здоболело тогаш. Еви ви апел до просветен инспекторат, до социјални служби, како се вика, до сите овие што се занимаваат со овие основциве со деца, психолози, курсе, тресе, какви све има тамо, невладини. Сериозно да си направите евалуација на состојбата ментална на учениците во основните училишта. Сериозно да поработите на самиот образовен систем, на самите, како да ви кажам, правила на однесување, на почитувањето на тие правила,
на ингеренциите што ги имаат наставниците, директорот, педагогот, ова, мерките што може да ги преземат или не може да ги преземат. Заебете вие родители. Родителите многу добро се покажале. Немаш овие да се плашите родителот ќе тужи родителот. Не, значи, законодавството све живо. Ако се осеќате дека имате заврзани раце да воведете ред и да направите и да создадете способни млади луѓе утре, способни кадри кои што ќе туркаат оваа држава напред. Ако ви е тоа целта на образованието, а тоа е, барете си кај ви е грешката и што треба да направите за однапред, за да не стварате од основна школа монструми наместо образовани млади луѓе кои што ќе го туркаат светов напред. Не чекајте да ви се случи друг Коста Кецмановиќ или Колумбина, масакрот во Колумбина училиштето или не знам каде у други училишта, како што. Не чекајте овде да дојде до тоа. Не чекајте, натаму оди. Ама не е ова, ја предизвикувам паника, ја ве плашам, натаму оди работата. Верувајте га, натаму оди. И од гасење цигари на девојче од страна на други незини врснички и терање истото да јаде кучешки измет, до брутално убиство, што мислите? Дека е дугачок патот? Дека е многу дугачок, дека тоа ја. Деца. Се играле деца со цигари. Што треба да ви се случи да ви текне, да ви кликне у тоа мозокот дека нечинат работите? Ме заболе мене вашо ви се врзани рацете, ако утре не дај Боже се случи некоја или на некој родител некоја трагедија таква. Што е битно после кој бил крив, чиви раце биле врзани? Може ли тоа девојчи со ножеви да го избадат? А, кога више му гаселе, реторички ве прашам, кога више му гаселе цигари од тело и кога више го ранеле со кучешки измет, може ли ви да го избадат и со ножеви во исто време? А? Или вака тука да му направат? А, може ли или не може ли, бе? Unbelievable до каде стигнавме. Све што беше погрешно, лошо ископиравме од тој запад. Све што беше најпогрешно ние го купивме. И препич, и кока, и материализам, и насилство, све живо. И начин на живење, и стил на живење. Обседнатост со това, обседнатост со тона, обседнатост од спорт, обседнатост од убавиност, обседнатост од материјалност, обседнатост од конкуренција, од амбиција. Тие се више уништени деца, бе. Джабе се све да правите со нив. Джабе! Тој, ако на 12 години или таа го има тоа втиснато како енграм у мозокот у некоја вилга, и тоа искуство, дека некому, некогаш, кој имала 12 години, ради некоја одмазда, или од препич, или од чиста забава, што е уште пострашно, гасела цигари од тело на своја врсничка од незино оделение и ја терала после да јаде кучешки измет. Со тоа искуство, втиснато во глава, нормален човек утре не бидуе. Не бидуе. Тој утре под одредени околности, под одреден стрес, у одредена ситуација, у одреден амбиент, у одреден контекст, ќе си губие целото семејство дома. Или не да Боже, појма нема. Нешто ќе направи нешто исто друго, исто толку страшно, па може и пострашно. Шо направивте, ве кажете, ајде, Facebook, секс за една вечер.
Еве го, се деси настанот, што се случи понатаму? Ајде, знае некој да ми каже? Еве, не знам, дајте кажете у коментар да знаеме што се случува. Дали се тие девојчиња избркани веднаш брзопотезно од школа? Што е направено? Дали се викнати родители? Дали се родителите повикани на одговорност? Кој е крив? Дали работат психијатри со нив? Дали ќе се изолираат известно време од училиштето да не се мешаат со другите деца? Тие више не се нормални деца. Нивниот ментален склоп, нивната насилничка природа ги исклучува сама по себе да бидат дел од тоа училиште со другите нормални деца. Прифатливо нормални, што е нели за ова за средината. Тие више не се за тамо, бе. Шо ќе правите со нив, и тоа ме интересира. Каде ќе ги запишете? Ќе отворите, има некоја посебна паралелка некаде за такви деца у Скопјево, у Македонија? Ќе ги пратите ли у поправен дом? Тоа подразбира. Мислите дека од дома, ако идат со татко и мајка им 2 пати у неделата на психијатар по саат време, дека проблемот ќе се исправи? Проблемот со нив внатре у главата што го имаат дека ќе се реши, дека оштетувањата на менталниот склоп ќе се реновираат, ќе се поправат, овие кваровиве у глава што ги има. Ма дајте ве, молам, некој друг заебајте. Ви велам, доека не е доцна. Направете нешто, док не се десила голема трагедија. Направете нешто. Или не правете, седете си со скрстени раце кои до сега, па да чекаме што е следно. После оној Ѓорче Петров. Па да правиме од тоа халабуки на Фейсбук за ден-два и да чекаме нешто ново појако. Оти ние како гледачи се десензибилизираме. Ова не шокирало сега што ни се случило у градов. Утре ќе се случи нешто појако. И ова е боле од оној Ѓорче Петров. Појако е ова. Дури го заклале детето која му гаселе цигари, го терале измедајде, на крај уште го заклале. Каква вест. Мега вест. Па ќе чекаме нешто појако. Ќе уживаме страст, сеир. А меѓу време вие сите ќе глумите образовен фактор. Со сите ваши школи што ги имате завршено, и лиценци за педагози, за психолози, ќе паламудите. А детето твое, оно да не се закачало со некој случајно, а оно како се дружи. Ама ние го знаеме него какво е, дека заслужите си ги дипломите и тоа што го работите. Оти вие, ако не сте произвели, ако не произведете утре здрава, ментално личност која што ќе биде образована и која што ќе знае да мисли со своја глава, вие не сте си исполниле функцијата, вие сте непотребни. Вие сте како столче со 3 ногарки. Како училишно столче со 3 ногарки. Може да се седне на него? Не може. Исто и вие сте такви. Ако ова не го исполните, вие не сте исполнили функцијата, као педагози, као просветители, како сакате кажете. Вие треба да се срамите најмногу од оваа работа. Особено тие во тоа школо, што имаат едни вакви ученици, кои што се спремни да направат едно вакво садистичко злодело, а имаат само 12 години. Ај, чао.